Средновековната држава во Македонија се создала во нејзините југозападни делови во 969 година. На тоа му претходела поволна регионална воено-политичка ситуација, која одела во прилог на нејзино формирање, одразена во конфликтот меѓу тогашните големи сили – Византија и Русија од една страна, против Бугарија од друга страна. Поддржани од Византија, русите интензивно навлегле во северните делови на Бугарија, со што сериозно се разнишала власта на бугарскиот владетел Петар на целата негова територија, вклучително и во Македонија, која тогаш се наоѓала во рамките на неговите владенија. Набргу по смртта на Петар се создаваат услови за појава на посебна држава на територијата на Македонија. Во овој период, комесот Никола, управник на една од административните области во рамките на бугарската држава, наречени комитати, бил наследен од неговите четворица синови – Давид, Мојсеј, Арон и најмладиот Самуил. Тие, како наследници на комесарот Никола, биле наречени комитопули, а по смртта на нивниот татко ја отфрлиле бугарската власт, создавајќи своја држава во југозападна Македонија. Самуил владеел со државата рамноправно со своите тројца постари браќа. Преспанско-Охридскиот регион бил јадрото на средновековната држава во Македонија. Градот Преспа, кој се наоѓал на островот Ахил во Мала Преспа, денешна Грција, станал првото седиште на неговата држава, а набргу прераснал и во црковен центар. Браќата мошне брзо и без поголеми тешкоти ги прошириле границите на државата. При тоа наидувале на масовна поддршка кај населението и благородниците во Македонија, кои одамна биле желни за сопствена држава. Во овој временски период, византиската држава била фокусирана на ликвидирање на бугарското царство со центар во Преслав, со кое што водела перманентни воени действија, но исто така и надминување на проблемите околу узурбаториите Варда Фока и Варда Склир, кои што сакале да го симнат од престолот легитимниот византиски император Василий II. Во вакви околности, Византија била принудена да ги толерира, па дури и да ги игнорира активностите на браќата, кои што пак од своја страна тоа го искористиле на најдобар можен начин. Најпрво, комитопулите биле склучиле договор со Византиската империја, со што само формално ја признале нејзината врховна власт, а при тоа си отвориле широк простор за натамошното засилување на нивната власт од внатре, но и од надвор од границите на државата. Дел од нивните активности биле изградување на силни ѕидини на градовите кои што биле во нивни посет, потоа превземање на дипломатски активности со цел меѓународно признање на држава, но исто така и подготвителни воени операции за походите кои што ги планирале да ги превземат во блиска иднина. Годината 976 била мощна значајна за Самуил и неговите браќа од повеќе аспекти. Најпрво, тоа било времето во кое Самуил со масовна поддршка од населението конечно ја отфрлиле византиската власт. Востанаа и за своји владетели ги избраа четворицата браќа Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, синови на еден многу моќен комес наречен Никола и мајка им Рипсимија, запишал византискиот автор Јован Скилица. Од овој момент, новата држава во Македонија била целосно независна, а комитопулите започнале сосема самостојно да владеат. Втор значаен момент во овој период било застанувањето на Самуил како единствен владетел на својата држава. Имено тој со своите три браќа го кренал востанието најпрвим против бугарската власт во Македонија и со стек на околности двајца браќа настрадале. Третиот брат Арон, тој во борба за превласт го ликвидирал. Борбата за престолот, браќата Арон и Самуил ја гледале на поинаков начин. При тоа, Арон, здобивањето со престолот го гледал со византиска помош, додека, за разлика од него, царот Самуил се обидувал на еден свој начин против Византија во секој случај, да успее да седне на тронот и да ја земе кралската титула. Таквите состојби довеле до жесток судир помеѓу двајцата браќа. Судирот бил голем, а во истиот Арон бил убиен. А Арон пак, како што се зборува, или затоа што бил приврзаник на ромеите, или затоа што се стремел за себе да ја приграби власта, заедно со целиот род, бил убиен од братот му Самуил на 14 јуни во околината на Раметаница, стојка Скилица и во дополнувањата на епископот Михаело Деволски. На овој начин, Самуил ќе стане единствен владетел на државата, која во следните години ќе се прошири на поголеми територии, познати како Самуилово царство.
Целиот на тамошен просперитет на државата сега во целост зависел само од една личност и исклучиво од неговата енергија, цврстина, харизма и вештина. За среќа, Самуил ги поседувал сите овие карактеристики на завидно ниво. Дури и византиските автори го овековечиле Самуил со епитетите на широк, со снага непобедлив и по моќ несовладлив, човек кој не знаел да мирува, умешен војсководец и стратег, вешт дипломат и народен водач. Царот Самуил, врз основа на проследената изворна база, бил вешт и искусен дипломат. При тоа, својата дипломатска будност ја искористил како за консолидирање на својата држава, така и за меѓународно легитимирање кон крајот на 10 век. Во тоа го препознаваме подпирањето врз Западната римска црква во политички контекст на интерес на судри со Византија и навестувањето на изворите за присуство на германскиот императорски двор во Квинделбург, каде што царот Самуил тоа го искористил за зајакнување, односно за афирмација на својата политичка волја. Како војсководач, како врховен командант на таа војска, во сите поголеми битки Самуил ја предводел војската. Неколку пати бил ранет, но успел да изгради систем на раководење внатре во единиците, така што за команданти и раководни органи главно ги поставувал своите најблиски луѓе, главно биле македонци по род, главно го зборувале македонскиот јазик, со што успел на некој начин да има луѓе од доверба во секој момент во време на подготовките на војните походи и во време на извршување на војни походи, што се покажало како исправно, бидејќи неколку пати тоа му го спасило животот. Тежината на неговата дипломатска личност ја зајакнува и старата добро позната политика, на базирана врз женидбените односи, како и неговата соработка со провинција од градовите кои што биле во неговата освојувачка сфера, односно кои што претендирал да ги освои. Тако конкретно е примерот со Солун и со Андријанопол, каде што Самуил соработувал со истакнати воени личности, како што е примерот во Солун со Протосеваст Мелакен, додека во Андријанопол тоа го имаме во личноста на Василий Главас. Набргу Самуил започнал со конкретна воена кампања за освојување на целата тогашна Македонија и незиниот најголем град Солун, но неговите воени походи ќе го одведат низ целиот Балкан. Најпрво Самуил тргнал на југ и неговата обсежна офанзива го довела дури во плодната византиска област Тесалија, која се наоѓала во денешна Централна република Грција под зидините на градот Лариса. Ова била една од најзначајните битки во тоа време. Решителноста за завземање на градот, мотивираноста на војниците и значителната бројна надмоќ го принудиле управникот на градот да ја предаде Лариса во Самуилови раце во 985 година. Завземањето на центарот на Тесалија бил значаен настан како за Самуил, така и за неговите противници византиците. Согласно визијата на владетелот на Македонија, тој наредил да се преселат најголемиот дел од жителите на Лариса во внатрешноста на Македонија и дел од нив вклучил во својата војска. Со тој потек, Самуил сакал да ја зајакне својата војска и да ја зацврсти одбраната на земјата. Македонската војска под команда на царот Самуил имала централен систем на раководење и хиерархија, што подразбира дека врховен командант на војската бил владетелот, односно од 1000 година кога е крунисан за цар, царот на државата, односно Самуил. Во главно и командите се издавале на словенски, односно на македонски јазик, како што е опишано во изворите од тоа време. Македонската војска на Самуил била копнена војска, немала морнарички сили, имал коњаница, имал силна пешадија и многу добро организирана и подготвена инженериска служба. И како една од специјалностите на македонската војска во време на Самуил е разузнавачката служба. Ова силна војска, балканска војска, препознатлива како особено во пишувањата на познатиот историчар, хроничар на Византиската империја Лав Ѓакон, се опишани како чети на македонците, буквално со тие зборови, четите на македонците, кои што сееле
немир, страф кај противничките војски во еден период од речиси рамно 20 години, од преминот од 10-тиот на 11-тиот век и после војската на Филип и на Александар Македонски е најсилна војска која што се појавила на територија на Македонија и воопшто во овој дел на светот и Европа после тоа време. Заминувајќи од Лариса за Преспа, Самуил ги понел со себе и моштите на Свети Ахил и изградил прекрасна црква посветена на неговото име. На тој начин ја претворил Преспа во црковен центар на својата држава, но воедно ја навестил и намерата на црковниот легитимитет за идната собствена независна држава. Ова, но и повеќе други успеси на Самуил во тоа време го принудиле византискиот император Василий II конечно да обрне внимание и да тргне во борба против Самуил. За потеклото на Василий II има спорове, още тогаш меѓу тие хроничарите во средниот век. Самиот Василий II, значи тој е представник на македонската династија, како веќе казах, нали, македонската династија создадена од Василий I Македонец во 867 година. Сега, за тој Василий I Македонец, самиот тој се идентификувал со ерменската династија на Арсакидите, истовременно, нали, се мислел како продолжител на Јустинијан, значи на представник на првата македонска династија, и со Александар Македонски. Значи, таму има заимствали облека, ритуал, традиции, тие владетелите од таа македонска династија во Византија. Значи, тој од една страна е ерменец, од друга страна се идентификува, нали, со македонците. Василий II бил еден од најзначајните византиски императори воопшто, а секако дека и бил најпознат представник на македонската династија во Византија. Тој владел од 976 до 1025 година, речиси 50 на години, и за време на своето владење постигнал исклучителни резултати. Византискиот император Василий II, низ она што му го задал животот, буквално се искавува како еден фантастичен и брилијантен емвосководец од една страна и политичар. Политичар брилијантен настанува заради тоа што неговото животно искуство покажало дека не може никому да верува. Тој во текот на целиот негов живот ќе се подпира самиот на себе. Неговите две граѓански војни претходно кои што настануваат, кои што избавнуваат на византиската територија, го опаметил овој човек дека не може да му верува ниту на неблискиот пријател. И токму затоа многу византиски извори го даваат како еден група византиски император кој што не ја запазува онаа човекова страна на добрина и ведрина. Водел голема војска, се обидувал да изврши освојување на оние стратегиски точки кои што во главно биле близу до границата на неговата империја и од тој аспект се обидувал прво да ги освои овие стратешки точки, односно погранични утврдувања, но сметајќи дека територијата која што ја завладел, односно ја оформил во држава Самуил, сметајќи ја за природно византиска територија, се организирал така за да ги поврати тие територии, односно најлесно било да се освојат тие погранични тврдини. Всушност, неговиот прв поход не бил посочен кон директната пресметка со Самуил, туку Васили се упатил кон Сердика, денешна Софија во Бугарија. Понесен од големата желба, силно да му се одмазди на Самуил за тогашните негови успеси против Византија и со еден потек да ја отстрани таквата опасност за империјата, Васили најпрво доживеал неуспех под зидините на Сердика заради покажаната храбра одбрана на бранителите на градот, а при тоа малку не достигало да го загуби и животот при срамното повлекување кон престолнината. Имено, враќајќи се назад во Теснесот кај Трајановата порта, денес Ихтимански проод во Република Бугарија, бил пречекан од заседа, при која Самуиловите војници му нанеле тешки загуби и голем пораз. Имено и оваа битка кај Трајановата порта на 17 август 986 година се случила во време кога Василий II се подготвувал да се повлече во Цариград, бидејќи во исто време се случувале и династички борби околу престолот на Византија,
а како најпогоден момент да изврши конечен удар, односно да му нанесе пораз на Васили, Самуил го оценил моментот кога тој бил улогорен кај Трајановата порта и во една ненадејна за византиската војска организиран напад, успеал да ја порази, речиси, тотално византиската војска, при што царот Василий едва и си ја спасил живата глава и заедно со хроничарот Лав Џакон и други дел од помалобројни сили успеале да избегаат од бојното поле и да се повлечат. Убија мноштво луѓе, го запление императорскиот шатор и ја заробија целата комора. Преостанатата војска едва и се извлече. И откако ја загуби, речиси, целата коњица и багажот кој го носеше со себе, се врати во ромејските предели. Ќе запише Лав Ѓакон, византискиот очевидец на настанот. А источниот извор, Јахја Антиохиски, ќе додаде: и тогаш се дал во бегство царот и сета негова војска. Во вторник, 17 август 986 година. Од изворите дознаваме и дека ова е прв пат голема победа на Самуил како војсководач и е оценета во изворите малку со метафорично значење е опишано дека царот Василий, односно Лавот, затрепери пред младите елени, односно пред македонската војска на Самуил. Она што е многу важно да се каже за битката кај Трајановата порта е дека Самуил успел да ја заплени целата царска благајна, царските знамиња, царската комора, што во војните, ако го загубите знамето, е, речиси, исто како да сте ја изгубиле државата, односно целата војска. Така што од морален аспект многу силна победа на македонската војска на Самуил. Блескавата победа над Василий Самуил ја искористил да навлезе длабоко во бугарска територија и лесно да завладее со тогашната територија на крај Дунавска Бугарија. Во годините кои следеле, главен интерес на Самуил продолжил да биде за земањето на останатите македонски територии кои се наоѓале под византиска власт. При тоа, најголемиот неначајниот македонски град Солун бил се уште во рамките на Византија, а таму честопати престојувал и византискиот император Василий II. Солун бил тешко освојлив, односно бил неосвојлив. Во таа смисла, по експанзијата, подемот на воената моќ, на државната моќ на Самуил, секако дека и градот Солун во определени стратегии представувал важна точка за освојување која што Самуил се стремел да ја освои. Во средината на последната деценија на столетието, Самуил решил конечно да нападне на Солун. При тоа, тој имал однапред разработен план. Според вестите на Скилица, Самуил ја покрена војската против Солун, а останатата војска ја распореди по скришни места и во заседи. Еден мал одред испрати да продре до самиот Солун. Ваквата тактика вродила со плод. Солунската одбрана излегла од комотните ѕидини, мислејќи дека лесно ќе се справи со малобројниот противник. Но веднаш сватила дека е надмудрена и падната во заседа. Во битката која се развила, загинал самиот управник на Солун, а неговиот син Ашот бил заробен, но набргу ја почувствувал благонаклоноста на Самуил. Ашот бил заробен и затворен во преспа, а после некое време во него се заљубила ќерката на Самуил, Мирослава, која што станала негова жена. Инаку интересно да се спомене дека свадбата на Мирослава и Ашот се забележани во мадридскиот ракопис на хрониката на Скилица. Откако станал зет на Самуил, Ашот и неговата жена Мирослава биле испратени во Драдж како вазали на Самуил. Со победата под зидините на Солун, Самуил нанижал уште една значајна победа врз византијците. Но сепак градот останал во византиски раце. Самуиловата војска победила, но надвор од зидините на Солун, а градот останал се уште неосвоен. Воената предност се уште била на страната на Самуил. Тој сега се насочил на југ да освојува низ цела Елада се до Пелопонес. По бројните успеси во Тесалија, Беотија, Атика и Коринт, денешни територии на Грција, навлегол на Пелопонес. Не наидувајќи на сериозен отпор, задоволен од стекнатиот голем плен, Самуил со својата војска опуштено започнал да се враќа кон својата земја. Меѓутоа,
Едно невнимание за малку ќе било копно за него. Логорувајќи крај реката Сперхеј во денешна средна Грција, бил изненаден од византиците, кои во текот на ноќта ја минале на дојдената река и ги нападнале Самуиловите војници, пошто голем број од нив ликвидирале. Самуил и неговиот син Гаврило Радомир биле ранети, но успеале да се излечат и да се вратат во Преспа. Овој прв пораз на Самуил сепак не се одразил негативно врз неговите натамошни планови за земање на византиски територии. Но сега, заради големата концентрација на византиските војски во Солун и неговата околина, Самуил за земањето на градот го заменил со нов приоритет. Веќе следната година се насочил кон запад. Силата на неговата армија и тропотот на нивните коњи ја почувствувале поголемиот дел од јадранските земји и оние од Централен Балкан. Прва паднала Дуклја, денешна Црна Гора. Тамошниот владетел, Јован Владимир, бил заробен и однесен во Преспа. По заробувањето тој бил затворен во Преспа, каде што Самуиловата ќерка Косара се влюбила во него, па на тој начин, слично како во случајот со Мирослава, и таа станала жена на Јован Владимир. Во легендата за Свети Јован Владимир, сочувана во летописот на поп Дуклјанин, се содржат мощни романтични податоци за нивната взаемна љубов. Сакајќи да го ослободи од оковите, Косара, дојде кај царот, Самуил, му падна пред нозе и така му рече: „Мој татко и господару, знам дека имаш намера да ме омажиш како што е обичајот. Или дај ми го за маж кралот Владимир, кого во окови го држиш, или знај дека поскоро ќе умрам, одошто да земам друг маж.“ Слушајќи го ова, царот, бидејќи многу ја љубеше својата ќерка, се согласи да ја го исполни барањето. Јован Владимир бил испратен заедно со својата жена Косара во Дуклја како вазал на Самуил. Во меѓувреме походот продолжувал. Следни на удар биле Котор и Дубровник, кои биле оплјачкани и опожарени. А слична судбина ги снашла и останатите далматински градови до Задар. Оттаму Самуиловите војски промарширале низ Босна и Рашка, денешна Србија. Наметнувајќи ја својата власт, се вратиле во Македонија. По овие воени успеси, Самуиловата држава се наоѓала во својот зенит и достигнала најголеми територијални проширувања. Таа во своите граници го вклучувала поголемиот дел од Балканскиот полуостров и бројните народи кои живееле тука, со што станала најголемата и најзначајната новонастаната држава на Балканот. Во рамките на државата влегувале цела Македонија без Солун, западна и подунавска Бугарија до Балкан планина, потоа поголем дел од територијата на денешна Албанија, денешна Грција, денешна Црна Гора, Далмација до градот Задар и делови од Босна и Србија. По своите размери, Самуиловата држава всушност била вистинско царство, а Самуил нејзин монарх. Не достигало само сето тоа да се формализира. Потребна била црковна согласност, пошто би следела свечена церемонија на кронисување. Во политички контекст, кога има интерес на судири со Византија, единственото место од каде што можел да се здобие со меѓународно афирмирање, односно потврдување на својата кралска круна, тоа било римскиот папски престол. Всушност, тука само ја бара помошта од папата, кој што му испраќа на Самуил круна, која што изворите посведочуваат дека била доста гламурозна круна, направена од бесценети камења и бисери. Потоа основал посебна автокефална црква, која била издигната во ранг на патриаршија. Нејзиното седиште, кое најпрво се наоѓало во Преспа, било преместено во Охрид. Од тогаш па до крајот на Самуиловата држава била позната како Охридска патриаршија. Но, во почетните години на 11 век, воено-политичката констелација станала неповолна за цар Самуил. Кон тоа придонеле и љубовните авантури на неговиот син и престолонаследник Гаврило Радомир. Тој се влюбил во преубавата Ирина, заробена при успешната опсада и заземањето на градот Лариса од Самуиловите војски уште во 985 година, со која потоа имал 7 деца, 5 синови и 2 ќерки. Но за да се ожени со неа, Гаврило Радомир претходно ја протерал својата трудна сопруга, унгарската принцеза. Таа пак потоа во Унгарија ќе роди од него син, Петар Делјан, познатиот водач на антивизантиското организирано спротиставување во Македонија. Потегот на протерување на унгарската принцеза од страна на Самуиловиот син Гаврило Радомир и доведувањето на дворот на убавата Ирина од Лариса
било дочекано со воодушевување од византиска страна, но сепак тука мора да мислиме дека тоа било на сериозна штета на Самуиловото царство. Всушност така и се случило. Византиската дипломатска акција не изостанала, туку била проследена уште со и воено ангажирање, односно заедничко настапување со Унгарија против Самуиловите територии. Византискиот цар Василий II, за да се справи воено со незадржливиот Самуил, донел одлука за преземање постојани напади во Самуиловите територии. За таа цел, од почетокот на 11 век, царот Василий секоја година воено навлегувал во пограничните области на Самуиловата држава. Почнувајќи од 1001 година, Василий II организирал и спровел 4-годишен поход. Први на удар биле Велики и Мал Преслав, како и Плиска, градови кои што се наоѓале на источните Самуилови граници. Охрабрен од овие успеси, следната година византискиот император навлегол подлабоко во Самуиловата територија. Византиските војски преку Солун се упатиле на северозапад и ги освоиле Бер, Сервија и Воден. Во наредните 2 години, Василий II се насочил кон Дунавската област. Го нападнал силно утврдениот град Видин, но воената посада во градот дала жесток отпор, па опсадата на градот потрајала 8 месеци. Во текот на повеќемесечната опсада на Видин, за да ги охрабри да издржат, Самуил индиректно им помогнал на опсадените војници. Тој во текот на летото извел тактички воен маневар. Василий, сметајќи го градот Видин како многу важна стратешка точка, ја започнал опсадата на Видин, а како стратегиски и тактички маневар Самуил презел напад врз градот Одрин, сметајќи дека со тоа што ќе се доближи во правец према Цариград, ќе ги одлече дел од византиските сили кои што го опсадувале градот Видин и дека на тој начин ќе помогне, но не е успешно, бидејќи на 15 август 1002 година градот Видин бил освоен од византиската војска, но сепак и покрај освојувањето дел од силите кои што биле ангажирани на територија на Македонија, Самуил успел да ги одлече фактички надвор од Македонија, односно према градот Одрин. Следната цел била Скопје. Набргу се упатил кон градот каде дознал дека во близина се наоѓал Самуил. Според вестите на византискиот писател Јован Скилица, како и Јован Зонара, од другата страна на реката Акси, безгрижно се влогорил Самуил, сигурен во заштитата на надојдената река. На помош на византиците им дошли унгарците, предводени лично од нивниот крал Стефан I. Лукавиот Василий, засилен со унгарски одреди, успеал да пронајде премин преку реката, пошто го нападнал изненадениот Самуил кој се повлекол од отворената пресметка. Византиците го зазеле неговиот чатор и логор, а потоа го освоиле градот Скопје. Со нив во градот влегли и нивните сојузници унгарците, кои ги зеле моштите од храмот Свети Ѓорги. Со заземањето на Скопје, воените успеси на Василий во догледен период биле завршени. Повторно започнал турбулентен период со променливи успеси на двете страни. Така, при нападот на Василий II врз градот Перник, кој уследил набргу по успехот кај Скопје, византиските војски претрпеле неуспех и бројни човечки загуби во текот на долготрајната опсада, пошто биле принудени да се повлечат. Овој византиски неуспех го поттикнал императорот да размислува за преземање на други активности, со чија помош ќе оствари својата намера во слабење на Самуиловото царство. Василий II наредната година испратил флота во Јадранското море и при тоа употребил познатата византиска дипломатија, со што успел да ги придобие челните луѓе на градот Драч за тие во годината 1005 да му го предадат во негови раце. Еклатантен пример во контекст на византиската дипломатија со Самуиловото царство имаме во епизодата на преземањето на водството доделено од страна на царот Самуил на неговиот зет Ашот, кој што заминал во Драч да управува со таа област заедно со неговата сопруга Мирослава. Меѓутоа, Ашот подлегнал на една убаво завиткана византиска дипломатија во услови кога тој прифатил богати подароци и добри титули во Цариград, односно прифатил да биде магистер, а неговата сопруга Зости. Во следните години, византиците не преземале пообсежни воени походи против Самуил.
Единствено во 1009 година, според вестите сочувани во латинскиот превод на житието на Свети Никон Метаноид, составено од Јаков Сармонит во 16 век, византиските војски извојувале победа во судирот со Самуил североисточно од градот Бер. Битката се одиграла кај средновековното место Крит. Тоа се наоѓало меѓу денешните села Лутрос и Неселион, близу Бер. Иако некои историчари порано сметаа дека се работи за островот Крит во Средоземното море, на кој што Самуил дошол со помош на арапските бродови, од што би произлегувало дека војната иницијатива имал Самуил, а не Василий II. Во наредниот период, се до критичната 1014 година, не постојат директни сведоштва за нови византиски, а ниту Самуилови напади. Ништо не навестувало за одигрување на решавачката битка меѓу двајцата лути противници и рамноправни ривали. Но настаните кои следувале веднаш потоа, како резултат на чудовишната одлука на византискиот император, со која тој ќе ги окрвави собствените раце и реномето на Византија, директно ќе влијаат врз судбината на Самуил и на неговата држава. Еве како се случувало тоа. Релативно мирниот период кој што настапил во почетокот на втората декада на 11 столетие му овозможило на Самуил да ги затврсти природните теснини кои што воделе во внатрешноста на Македонија и на тој начин дополнително да се затврсти својата војно-стратешка позиција. Анализирајќи ја ваквата ситуација, Самуил решил да спроведе тактика која што во минатите пресметки со Василий II за него вродувала со позитивен исход. Имено, како што уште во летото 986 година го беше поразил Василий II во теснините на Ихтиманскиот премин близу Софија, Самуил имал намера и овој пат да го пресретне византиецот и да го нападне во соодветната теснина. Знаејќи ја добро конфигурацијата на теренот на својата земја, а имајќи предвид дека византискиот император за да навлезе во македонската територија мора да дојде од исток, царот Самуил донел одлука да се постави заседа на пригодно место по така наречениот царски пат. Затоа најпогодно место за применување на веќе испробаната техника било поставување на препреки, токму во теснините на планината Беласица. Самуил, не можејќи на отворен простор да постави логор, ниту да стапи во отворена борба против царот, туку од сите страни притиснат, почна да попушта. Не можејќи да и се спротистави на војската на ромеите, Самуил се обиде со ископани ровови да го попречи приодот. Клисорите ги затворил со кули, а во нив поставил стражари. Познато во војната тактика на македонската војска од времето на царот Самуил било поставување на така наречени деми или пречки кои што се изградувале од вештите македонски инженериски единици, главно од тврд материјал, од дрво, обсипувани со разни други материјали, така што во ова време тие представувале своевидни тврдини изградени на патните правци, односно на клисурите, каде што било најпогодно да се постават и да се изненади противникот и да се нанесе конечен удар, односно да се порази главнината на противничката војска. Самуил, имајќи предвид дека Василий II најчесто минува низ Кимбалонг и Клидион, добивајќи информација дека најверојатно истата 1014 година Василий повторно ќе го направи тоа, решил да ја направи преграда токму по така наречениот царски пат. Имено, царскиот пат водел во делот на Македонија од Кавала преку Сер низ Рупелската теснина кон денешен Петрич и потоа кон Струмица. Византиските војски, предводени лично од императорот Василий II во летото 1014 година, се упатиле кон средишните делови на Македонија, движејќи се, како што предвидел вештиот стратег Самуил, по царскиот пат. Но кај клисурата Клидион, Клуч, се соочиле со преграда наречена Дема. Така овие деми се познати во тактиката и во војувањето на македонската војска во средновековието, која што ја командувал Самуил, и тие достигнувале и до висина од десетици метри, се одбирале погодни терени, каде што главно се спојувале две планини. Денес во науката се уште не е утврдено каде точно се наоѓа ова место. Имено според изворните информации, но и според
конфигурацијата на теренот, современите историчари имаат во предвид две варијанти. Едната варијанта се однесува на местото Клуч, кој се наоѓа на северната падина на планината Беласица, на местото каде што Беласица најмногу се приближува кон Огражден. Второто место е Рупалската клисура, која што се наоѓа кај денешното место Клиди, всушност Валовишки премин, Валовиште, кое што се географски е лоцирано на источната падина на Беласица, во делот помеѓу Беласица и помеѓу планината Ченгел. Главно на такви места Самуил поставувал пречки, така наречени деми. Преградата била направена во голема тајност по претходна наредба на царот Самуил и таму на демата биле поставени Самуиловите војски. Судирот помеѓу двете воени сили доправа престој. Битката на Беласица представува судир помеѓу македонскиот цар Самуил и византискиот цар Василий II. Конечна пресметка после долгогодишно војување на овие две царства, на овие две силни, многобројни војски. И во тој конечен судир, кој што се одвивал во втората половина на месецот јули 2014 година, се претпоставува дека на двете страни биле ангажирани околу 300 до 350 илјади војници, значи една бројна сила од околу 700 илјади војници на двете страни. Во оваа битка лично учество ќе земат двајцата најмоќни владетели во тоа време на Балканот, Самуил и Василий II. Византиската војска при судирот со силната одбрана поставена во клисурата не можела да напредува понатаму. Напротив. Добро поставената заседа, со која безпрекорно биле препречени приодите во клисурата. Заградени со прегради, длабоки ровови и обезбедени со силна воена посада, поставени по околните тврдини, му нанесувала видни човечки загуби на непријателот. Кога за прв пат во таа битка наишла византиската војска на оваа пречка, била изненадена, таа не можела поинаку да ја помине оваа клисура, освен да настапува во колони. Па така, колоните кои што го започнале движењето, доживувале страотни порази од македонските единици кои што биле добро распоредени во рововите, ископани околу демата, на височините, од разни позиции действувале врз византиската војска и нанесувале стравотни загуби на византиската војска. И покрај бројната надмоќност на византиците, Василий II, воочувајќи ја воено-стратешката надмоќност на Самуиловата војска, започнал да размислува за повлекување. Царот не се откажа од потфатот, туку самиот тука се задржа некое време, напаѓајќи ја одбраната. И кога царот стигна, се обиде да навлезе. Тој најпосле почна да ја губи надежда дека воопшто ќе помине, бидејќи чуварите храбро се бранеле и од озгора ги уништувале напаѓачите, ги убивале, ги ранувале. Во предвечерието на Белосичката битка, Самуил, освен што направил преградување на теснините кои што воделе кон неговото царство, всушност тој прави еден друг план. Прави нешто што се вика поделување на жариштето, односно на боиштето на два дела. Сметал дека тоа е логички начин на поделување на силата на византискиот император Василий II, за да не биде сконцентрирана на едно место. Стратешки, за да ја оддели оваа голема бројна сила упатена према македонскиот престол, према македонската држава, Самуил го упатил својот војсководач Несторица од позициите на планина Беласица да изврши со конјаницата напад кон градот Солун, односно да предизвика тактички маневар кај византиската војска за да дел од силите кои што биле централно насочени кон врховната команда на македонската војска да ги одвлече, односно да ги раздели. Пред зидините на Солун се случува едно одмерување на силите, каде што тежината на резултатот оди на страната на Солунскиот дукс
и во таа битка особено изворите го забележуваат учеството на неговиот син Михајло како еден од најспецифичните и највоинствените војсководители видени во тоа време. Теофилакт Вотанијат, во тоа време управник на Солун, успеал да ја порази македонската војска на војводата Несторица и да им нанесе големи загуби. Со овие воени трофеи, Теофилакт Никифор Вотанијат преку Серското поле стигнал до Клучката клисура, каде што византискиот император безуспешно се обидувал да ја придобие одбраната на Самуиловите војници. Победата на Солунскиот Дукс видно му ја вратило надежта за успех на Василий. На тој начин Василий дополнително ги засилил своите воени активности за пробив на Демата. Меѓутоа, војниците кои што ја бранеле Демата продолжувале понатаму да се спротивставуваат на ревносниот непријател. Но набргу се случил пресврт во битката. Тоа било резултат на предлог на новиот византиски стратег неодамна поставен во Филипопол, Никифор Ксифија, кој и учествувал во битката. Стратегот на градот Пловдив, Никифор Ксифи, имено му предложил на царот Василий византиската војска, најспособните, најодморните, да извршат заобиколување на планината Беласица и од тил, односно зад грб, да ја изненадат македонската војска и да ја нанесат порез. Никифор Ксифија на 29 јули 1014 година го пронашал планинскиот премин и заобиколниот пат преку Беласица. Потоа, по предходно договорен сигнал, му дал знак на Василий II за отпочнување на симултан напад врз војниците поставени на Демата. Одредот предводен од Никифор Ксифија со викотници и бојни извици удрил одзади во тилот на бранителите. Во тој момент, предпоставката на Никифор Ксифија за паника помеѓу бранителите се покажала мощно реално. Бранителите биле целосно изненадени и збунети. Тие веројатно помислиле дека новата бројна византиска војска доаѓа од спротивниот правец, а самите се нашле обколени од двете страни. Во тие моменти кога воената посада на преградата се разбегала и ја оставила небранета, Василий II со сите сили нападнал и ја пробил преградата. Главнината на византиската војска се споила со одредот на филипополскиот стратег и на тој начин одбраната на преградата била во потполност разбиена. Бранителите биле катастрофално поразени. Многумина од нив, опфатени од паника, станале лесен плен на византиците. Дел биле убиени при самиот пробив, а поголемиот дел биле заробени. Царот Самуил со неговите најблиски соработници, меѓу кои биле и неговиот син и престолонаследник Гаврил Радомир, како и неговиот внук Јован Владислав, се наоѓале во близина на Демата. Кога битката тргнала во неповолен тек, поточно кога Самуил го забележал византискиот одред како доаѓа од зад грб на бранителите, како што доликува на голем воин и народен водач, се упатил за да им помогне на своите војници. Но брзото напуштање на бојниот ред на бранителите како резултат на растечката паника го поколебале во тоа. Самуил сосема реално го увидел поразот кај Демата и решил да се повлече од бојното поле за да не падне и самиот во заробеништво. Едва и царот Самуил успел да ја спаси живата глава со помош на неговиот син Гаврил Радомир, кој што го префрлил царот во градот Прилеп и успеал дел од тие сили кои што уште биле способни да војуваат, да ги заштити и да ги префрли во другите тврдини во Македонија. На Самуил едвам му појде од рака да ја избегне опасноста и да се спаси благодарение на помошта на синот, кој храбро одбивајќи ги напаѓачите, го качи на конј и го однесе во тврдината наречена Прилеп. Ромејската војска многумина уби, а уште поголем број зароби. Самуил едвам со бегство се спаси. Нивниот водач, наречен Самуил, треперејки побегнал, додека сите други му се подчиниле на царот и станале негови робови. Откако ја извојувале победата кај Беласица, Василий II го испратил Теофилакт Вотанијат да го расчисти патот од Струмица до Солун, односно да ги урне препреките кои биле по патот. Откако се обидел тоа да го направи, Теофилакт Вотанијат, тој бил пресретнат во една заседа од синот на Самуил Гаврил Радомир и бил убиен. Ваквото поставување заседа било дел од новата тактика на Самуил, бидејќи византиците и покрај пробивот на Демата се уште немале извојувана целосна победа. Новата тактика на Самуил предпоставувала поставување на
повеќе заседи и на тој начин изненадување на непријателот и нанесување перманентни воени порази. Солунскиот дукс, паѓајќи во добро поставената заседа, бил ликвидиран заедно со поголем дел од неговиот одред. Откако Вотанијат паднал во заседа, беше од сите страни опкружен и од озгора со камења и со стрели беше гаѓан. И никој не можеше да се брани поради теснецот и неможноста од клисурата да се најде излез, па и самиот загина. Дури не можејќи да ги користи своите раце, бидејќи Радомир со копието што го носеше му ја распара утробата. Со него изгина и поголем дел од војската. Битката продолжувала. Сега предноста се свртела на Самуилова страна. Но за кратко. Еден грозоморен чин, непознат за човековиот здрав разум, дури за средновековните луѓе, испротивен на сите воени пишани и непишани правила, начела и етики, ќе го промени тоа. Дознавајќи за исходот на неговата претходница, Василий II бил трогнат од смртта на својот истакнат војсководач и миленик. Тоа го срушило неговиот прак на толерантност. Лично погоден, византискиот император најпрво донел одлука каква што очекувале Самуил и Гаврило Радомир, со војниците кои продолжувале да се спротиставуваат на непријателот. Василий II ја прекинал намерата да ја заземе Струмица и да се упати кон Солун. Ја прекинал обсадата и се вратил назад. Најпрво кон градот Мелник во областа Загора, кој потем успеал да го заземе и се вратил кон Мосинопол. Но пред да замине за Мелник, нешто се прекршило во него. Сакајќи да се одмазди за загубата на Солунскиот дукс, но и за децениските порази кои што ги трпел од Самуил и неговите војски, византискиот император издал чудовишна наредба. Заробените Самуилови војници да се ослепат, а само на секој 100 да му се остави по едно око, за да ги одведат ослепените кај Самуил. Тоа бил акт на очај и гнев поради немоќ да се реализира осмислената цел. Нареди секоја група од по 100 ослепени да ја води еден едноок и да му ја испрати на Самуил. Царот на заробениците од 15.000 на број, на сите им ги извадил очите, а на еден од секоја 100 му оставил по едно око, за да им биде водач на овие, и нареди така да отидат ки својот водач. Бројот на заробените и ослепени Самуилови војници, според византиските историски вести, бил 14 до 15.000. Секако оваа бројка е намерно повеќекратно зголемена од византиските автори, кои со тоа имале за цел најпрво да ја покажат силата на Василий II, кој извојувал победа над многуброен противник, како и да предочат што го чека секој оној кој ќе се осмели да се спротистави на византијците. Тој акт на ослепување, нали, тоа е познато и во средниот век, нали, и во антиката, ама повеќе во средниот век. Значи, тоа е, да го кажеме, од една страна физички акт, од друга страна има и символично значење. Значи, се ослепуваат поединци кои се направили измена. Значи, се изменили, побарали са нов пат. Добро, ама во нашиот случај имаме пример не за поединци, а за масовно ослепување. И во тој, значи, во тој драматичен акт, нали, кој истовремено и символичен, Василий II влага навистина тројна символика. Од една страна, затоа што Самуил, нали, е изменил на заедничкиот им ерменски корен, нали, ерменско потекло. Од друга страна, станува збор за измена, како го третира, нали, императорот, измена кон државата. Пошто во империјата тогаш, значи, има старите македонци живеат, има нови македонци, нали, македонските словени кои, а самиот Василий II се обидува да преземе и останатиот дел, нали, цела Македонија. На тоа му пречи, нали, Самуил, кој сака истото. Сака да придобие не само тој дел од Македонија, но сака да придобие и тој дел од Византија, од Византиската империја, еве Солун, нали, со другите делове, и во тоа. Значи, тој го третира како изменник
нали, и противник на неговата држава. И трето, тоа кое мислам дека е најбитно, тоа е, значи, измена на моделот цивилизација. Пошто на Балканскиот полуостров, на Балканот, значи, Византија наметнува свој тип цивилизација. Значи, кажах дека, нали, тоа е мултиетничка и мултикултурна империја. Добро, ама Самуил сака да, значи, обраќа внимание и сака да сврти неговата држава кон Западот. Местото на извршување на вакви чин не е познато. Но кај населението во Струмичката област се зачувани народни преданија дека истиот се случил кај неколку села кои наводно и според таа случка ги добиле своите имиња. Водоча, место каде што им биле извадени очите на војниците. Колешино, затоа што таму настанал страшен колеш. Костурино, по многуте костури поврзани со битката. Робово, затоа што сите биле однесени во робство. Како и легендата од селото Свидовица, каде што сите жени останале вдовици. Ослепените Самуилови војници се упатиле кон Прилеп, каде се наоѓал нивниот цар. Трагичната гледка на бројните ослепени војници била претешка за Самуил. Тој реагирал длабоко човечки. Неговото срце не можело да го издржи тоа. Оваа страхотна гледка придонела за да се влоши видно здравјето на царот Самуил. Тој добил срцев напад и удар, пошто бил пренесен во неговата прва и омилена престолнина Преспа, каде што мошне наскоро, на 6 октомври 1014 година, почина. Личната драма на Самуил со ослепените војници мошне сликовито ја објаснуваат византиските автори Скилица и Зонара. Според Јован Скилица, Самуил, гледајќи ги како надоаѓаат во толкав број и поредок и не поднесувајќи ја несреќата храбро и воздржано, добил вртоглавица и се онесвестил и паднал на земја. Присутните со вода и мириси му ја повратија свеста и тој малку се опорави. Откако дојде при свест, побара да се напие ладна вода. Земајќи ја и испивајќи ја, доби срцев удар и подвадено умре. Откако ги здогледал и не можејќи да го поднесе тој ужас, Самуил се затетерави и онесвестен се ничкоста на земја. И откако малку се созема, падна од срцев удар и умре. Самуил бил погребан во царската престолнина во Преспа, веројатно кај црквата Свети Ахил, каде се чини дека е пронајден неговиот гроб. При археолошките ископувања, кои што се водени во 1966 година под раководство на солунскиот професор Муцополус, во Мала Преспа на остров Свети Ахил откриени се 3 гроба. Крај едниот од нив, во јужниот дел на црквата Свети Ахил, пронајден е скелет на возрасен маж, кој што има видна повреда на левата рака. Тоа може би упатува на една од повредите на царот Самуил, евентуално на онаа која што ја здобил Самуил уште во битката кај Сперхеј. со смртта на Самуил не завршиле неволите на Василий II, а борбата за освојување на Македонија била далеку од својот крај. Неговата одисеја продолжила и во следните 4 години, кога Самуиловата династија ја продолжиле најпрво неговиот син Гаврил Радомир, а потоа и внукотот брат Јован Владислав. Таа завршила дури во 1018 година со целосно византиско подчинување на македонската земја и ликвидирањето на последните остатоци од Самуиловата држава. Секој народ низ колективната меморија направил селекција на најзначајните личности. Така, не случајно вештиот дипломат, искусниот стратег и моќниот цар Самуил се броил меѓу водечките кај македонскиот народ. Цар Самуил е еден од најзначајните личности од средновековната историја на Македонија. Неговото име може да се вброи со имињата на Климент, Свети Наум, Петар Делјан, Ѓорги Војтех, Волкашин, Марко. Значи, тоа е една од најзначајните личности во средновековието на Македонија и поради тоа што тој успел да ја формира првата државна формација на територијата на Македонија. Царот Самуил како личност и како државник од Македонија се втемелил себе си со своето дело во сите наредни историски периоди кога е во прашање
државноста, военото организирање, стратегијата на Македонија и на македонскиот народ. Токму заради неговите карактеристики, секогаш со акцент на неговото дело, ликот на царот Самуил останал во колективната свест на македонскиот народ, историографски идентификуван и афирмиран. Меѓутоа, уште поважно на тоа што македонскиот народ го зачувал споменот на царот Самуил за да може да го предаде на следните поколенија, односно на следните генерации македонци.